И секој да си ја плати својата сметка. Така? Зарем и тоа го има? Па го има, како не. Но јас сум раскинала врска ради тие глупости. Значи, секој својата сметка, значи, бараш љубов, бараш да ти бидам верна, све бараш, а кога ќе дојде, например, да се плати едно кафе, бараш јас да платам по пола, така? Не дека јас немам пари, имам многу повеќе. И сум почестувала и све. Но зошто? Едноставно не си способен. А си платила, например, некоја сметка? Да, сум платила и сметка. Па нормално, како и сметка, и ја и не дозволувам. Значи, сепак да има и тука некој реципроцитет. Ама сега, нели, машко маш, нели, треба да те... Ако тука потфрли, ако тука потфрли, ти частеше. Па ете, гледаш, па нормално, да. Памтам, ама зошто да не? Ама јас тогаш, значи, не сакам, мене не ми е до парите, него до начинот, до гестот кој што некој чека од тебе да платиш пола сметка. Или чека, например, да плати и после тоа чека ја да му ги вратам парите. Тоа е срамота. Па срамота е, затоа и сум го оставила. И што да кажам? Апропо оваа твоја теза. Човек треба да биде широк. Значи широк со комплименти, широк со сочувство, со емпатија, широк со давање пари, зашто не е доволна само љубовта. Љубовта е база, нели? Но тука има многу пропратни работи кои што треба љубовта да ја чуваат, да бидат оклоп на љубовта. Ако некој потфрли со тие работи, нема ни љубов, нема ни водење љубов, па како сакаш наречи го.